Во Македонија расте трендот на нетолеранција помеѓу разните религиозни заедници, но и внатре во самите нив. Главен фактор за тоа се секако дезинформациите и лажните вести, кои што масовно се пренесуваат преку социјалните мрежи. Токму поради тоа станица 5 од Прилеп го имплементираше проектот Организирање на заедницата за зголемување на меѓурелигиска комуникација и толеранција, како и 6-неделна школа за интеррелигиски комуникации, каде припадниците од религиозните заедници и граѓанските активисти од општините Прилеп, Долнен и Кривогаштани се запознаваа помеѓу себе и на слободен начин ги изразуваа своите уверувања. Во рамки на оваа школа ги покривме темите комуникации, интеррелигиски вредности и слободи, креативно изразување и работа во заедницата. За крај на школата сите учесници имаа можност да подготват креативни уметнички творби, секој според своите афинитети, со што ги изразија своите вредности и уверувања. Она што ние го научивме како заклучок од оваа активност е дека сите имаме всушност религиските убедувања може да се различни, но сепак вредностите кои што ги делиме ни се заеднички и крајно сите имаме една заедничка цел да го подобриме животот во нашата заедница. Нашата препорака кон граѓанските организации, кон институциите, вклучително од овие 3 општини, е повеќе да ги вклучуваат представниците од религиозните групи во своите активности, бидејќи нивниот потенцијал на вистина може да придонесе кон подобрување на животот во локалните заедници, а дополнително кон представниците од религиозните групи препорачуваме да бидат поотворени за меѓусебна соработка и за комуникација и со другите религиозни групи и со граѓанските организации и институциите секако за постигнување на општо добро. Учесниците на оваа школа велат дека ваквите настани многу помагаат за поголемо запознавање на различните религиозни заедници кај нас, како и на намалување на нетолеранцијата која што во моментов е присутна. На другите верски личности кои што беа присутни, можев да го представам ислямот како вера на мир, на љубов и на спас. Така да овие работилници, овие обуки се надевам дека ќе продолжаат во нашата општина и пошироко со тоа што ќе се надминаат предрасудите и стереотипите кои што се имаат во однос на верите. Па еве јас како муслиман, например, муслиманите се убијци, муслиманите се луѓе кои што се насилни, а тоа не го дава исламот како вера, туку исламот е вера на љубов, на мир и на спас. Обуката ни беше од голем придонес нас како учесници, од причина што со неја се изградивме ментално и духовно, се со цел да ги срушиме тие религиски бариери кои ги има во општеството. Покрај тоа се збогативме и теоретски, но и практично, со тоа што ги правевме потоа декорациите се со цел да се обединиме повторно. Морам да кажам дека понатаму се надевам дека ќе има уште интеррелигиски обуки, бидејќи стварно ни се од голем придонес и да се умножиме што е можно повеќе луѓе се со цел уште повеќе да рушиме такви бариери. Како завршна активност на интеррелигиската школа било тоа што сите учесници приготвиле креативни уметнички творби со кои што ги изразиле своите уверувања и вредности. И овие дела наскоро ќе бидат презентирани на една заедничка изложба.